Добро вечер. Министерството за труд и социјална политика известува дека 226 работни места во детските градинки на кои вработувал кадар на определено време се трансформираат на неопределено време. Со овој чекор Министерството ја прекинува долгогодишната состојба на несигурност и неизвестност кај вработените во градинките, но и кај децата и родителите. Промовирана новата музејска едукацијска алатка аферата Мистон. Од 26 февруари до 4 март манифестација Среќна баба Марта 2018 во трговски центар Рамстор. Промовирана публикацијата Римски театар Скупи. Снежен град на Попова шапка до 27 февруари. Промовирана новата музејска едукацијска алатка аферата Мистон, што ја изработија студенти од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство со поддршка на Британскиот совет. Со алатката наставниците по историја, македонски јазик и другите предмети ќе можат во вид на видео игра да симулираат настани од историското минато. Студентите од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство со поддршка на Британскиот совет, а под менторство на професор Бобан Јоксимовски, изработија нова едукацијска алатка аферата Мистон, која беше денеска промовирана во Музејот на македонската борба. Станува збор за интерактивна 3D веб сцена наменета за учениците од основното и средното образование и за сите кои сакаат да научат повеќе за овој настан од македонската историја. Алатката може да се користи како ИКТ метод во наставниот процес и беше промовирана пред наставници од основните и средните училишта од Скопје. Директорот на Музејот на македонската борба Бранислав Светозаревиќ истакна дека со алатката наставниците по историја, македонски јазик и други предмети ќе можат во вид на видео игра да симулираат настани од историското минато. Сметаме дека ќе биде многу атрактивна и методологијата ќе предизвика голем интерес и кај учениците, но она што за сите нас е шокантно во позитивна смисла е одзивот на дури 194 наставници само од Скопје. Ние очекувавме искрено 20-30, меѓутоа ова покажува само каков интерес има за ваков вид на настава. И она што особено не радува, што тука се наставниците од македонска и од албанска настава и сето тоа само ни покажува дека сме во вистински правец. Антонио Димовски е еден од студентите кои го представија проектот. Рече дека идејата била да се направи околина во која студентите и заинтересираните за оваа тема ќе може да пробаат интерактивно да учат некој одреден тип историја. Нашиот конкретен проект ние гледавме да опишеме искуствата на Мистон со целосна анимација, каде што тие што го прават ова може да се шетаат низ самата сцена и да имаат интеракција со објектите што се во сцената. Овој проект ни требаше околу 2 месеци да го изработиме со неколку сати работење скоро секој ден. Целото искуство беше многу пријатно и многу ние мило што имавме можноста да соработуваме и со British Council и со музеот. Целото искуство беше прекрасно. Димовски додаде дека сакале својот прв проект да го посветат на Мистон, бидејќи сметале дека историски таа е многу важна личност која има голем импакт на македонската историја. Изложба на оригинални рачно изработени мартинки од Македонија, Романија и Бугарија, едукативни панели, продажна галерија со ракотворби и креативни работилници за деца ке има на традиционалната манифестација Среќна баба Марта 2018, која од 26 февруари до 4 март ке се одржува во трговски центар Рамстор, а во организација на ХАЕМУС. Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март, мартинки, станаа дел од светското нематеријално културно наследство и се впишаа во репрезентативната листа на УНЕСКО. Со цел да се промовира нематеријалното културно наследство, ХАЕМУС во 2013 година го стартуваше Денот на баба Марта, проект за заедничките културни традиции на Балканот, кој прерасна во традиционална манифестација која што по 5 пат ќе се одржи во Скопје.
Оваа година традиционалната манифестација под мотото Среќна баба Марта 2018 подарете на најблиските Мартинка за среќа, љубов и здравје ќе се случува од 26 февруари до 4 март од 10 до 18 часот во трговскиот центар Рамстор. На оваа традиционална манифестација која ние ја нарекуваме Среќна баба Марта, како што и си честитаме кога си поклонуваме Мартинки, ќе се одржува од понеделник 26 февруари до 4 март. Секоја година горе-доле ова изложба има неколку компоненти. Значи на различни дрвца ќе бидат изложени традиционални мартинки од Македонија, Романија и од Бугарија, кои ни се поклон од наши партнери што сме ги имале од тие држави. Потоа ќе има едукативни панели на македонски и на англиски јазик, ќе има детско креативно катче и еден мал продажен штанд со ракотворби, каде што оние што сакаат ќе можат да си купат мартинки. Директорката на издаваштвото во Арсламина Бранка Бугариска наведе дека по повод празнувањето на Среќна баба Марта 2018 во соработка со Хаемус е изработена тројазична книга на македонски, англиски и албански јазик за мартинките, што е адаптирана за деца од предучилишна возраст. И ова издание се вклопува во овие активности кои што се планирани и поврзани со празнувањето на баба Марта и мартинките. Во претходни разговори и заедничка соработка дојдовме до идејата дека навистина е потребно да и на најмладите генерации да им ги представиме што точно значат мартинките. Многу од нив веќе знаат, тие веќе самите изработуваат, уживаат во сето тоа, меѓутоа убаво беше да им представиме што тоа значи, кое е традиционалното наследство. Исто така да им дадеме дури и некакви идеи како самите да се ги изработат. Исто од особена важност беше да токму ова издание оди и на 3 јазика за да може да стане што подостапно на што повеќе јазици и што повеќе деца. Изработката и поклонувањето мартинки на најблиските е традиција која во Република Македонија и на овој ден карактеристични црвени и бели мартинки се разменуваат или се подаруваат на најблиските и се носат закачени на облеката или врзани од зглобот на раката. Постојат различни обичаи при традиционалното подарување на една мартинка. Генерално таа секогаш е со конци од црвена и бела боја, меѓусебно испреплетени или исплетени, од кои црвената ја символизира бојата на крвта, а белата на чистотата. Се подаруваат на 1 март во чест на баба Марта и се носи околу раката или закачена на облеката се додека расцвета првото дрво или пак додека не се здогледа првата ластовичка или првиот штрк, а потоа се закачува на дрво со желби за сопственото и за добро здравје на своите блиски во тековната година. На трибина во општина Газибава беше презентирана програмата за развивање јавно-приватна соработка на компаниите од општината. На компаниите им беше представена можноста за соработка преку заеднички проекти со јавниот сектор, од една страна за остварување комерцијални цели на предпријатијата и од друга страна креирање подобар деловен амбиент во општината. Општина Газибава ЗЕЛС и Германската организација за меѓународна соработка преку отворен регионален фонд за модернизација на општински услуги одржаат ракалезна маса за интеракција на јавен и приватен сектор преку развојни партнерства во општини и градови по мерка на стопанствениците во југоисточна Европа. На трибината која се одржа во општина Газибава присуствуваше и градоначалникот Борис Георгиевски. На компаниите им беше представена можноста за соработка преку заеднички проекти со јавниот сектор, од една страна за остварување комерцијални цели на предпријатијата, а од друга страна креирање подобар деловен амбиент во општината. Иницијативата за развивање јавно-приватна соработка неодамна е покрената од регионалната мрежа за поволно деловно обкружување во југоисточна Европа со поддршка на Германската организација за меѓународна соработка, информираат од општина Газибава. Остварувањето на иницијативата, како што се наведува, се однесува на користење на програмата од ЕУ земјите кои поддржуваат развојна соработка меѓу јавниот сектор и приватен партнер, компанијата која сака да инвестира или пак да го унапреди своето деловно работење. Публикација во форма на зборник на трудови од повеќе автори беше промовирана денеска во музејот на град Скопје. Публикацијата Римски театар Скупи представува презентација на самиот театар, како и сознанијата за другите културни хоризонти откриени на просторот од театарот, што овозможува следење на целата културна стратиграфија и историја на градот Скупи.
Денеска во археолошката сала на музеот на градот Скопје беше промовирана публикацијата Римски театар Скупи, истражување 2013-2016. Публикацијата Римски театар Скупи е резултат на сознанијата добиени од археолошките истражувања на просторот од театарот во Скупи во рамки на проектот Антички театар Скупи, истражување, заштита, конзервација, реставрација, реконструкција и презентација 2013-2017 година. Капитален проект на владата во областа на културата реализиран со посредство на Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство. Целта на проектот е целосно истражување, односно откривање на архитектонската структура на театарот, негова конзервација, реконструкција, ревитализација и презентација пред пошироката јавност. Обработено е античкиот период, праисторискиот период, како и средновековниот период, меѓутоа и обработено и како нумизматички материјал и од антрополошка гледна точка. Ова представува резултат од истражувањата од 2013 до 2016 година, кои што ги имавме на археолошкиот локалитет Скупи. Книгата има огромно значење, затоа што е и реткост после завршување на истражување, со кој што целосно истраживме еден антички објект, истото тоа го публикуваме. Тоа би требало да биде репер и во наредните археолошки истражувања. Публикацијата представува презентација на самиот театар, како и сознанијата за другите културни хоризонти откриени на просторот од театарот, што возможува следење на целата културна стратографија и историја на градот Скупи. Во публикацијата се представени и стручно научно анализирани сите градби, структури и појави најдени на просторот од театарот, како и најрепрезентативните предмети од откриените околу 10.000 разновидни наоди од праисторијата, антиката и средниот век. Станува збор за двојазична македонско-англиска публикација, која ќе овозможи достапност на нашето културно наследство во меѓународни рамки. Оваа книга ќе најде примена како во научниот свет, сите што се бават со археологија, со античка археологија, со средновековна, со праисториска археологија, како за студентите по археологија, по историја, по етнологија, така и за целокупната пошироката јавност. Во тек е традиционалната детска манифестација Снежен град 2018 на Попова шапка, која ќе се одржува до 27 февруари. Денеска децата со директорката на Детскиот културен центар Карпош Ружа Ѓорѓеска го представуваат изградениот Снежен град кој е отворен за сите посетители. Ученици од основните училишта од Скопје, Куманово, Виница и Тетово учествуваат на традиционалната детска манифестација Снежен град 2018 на Попова шапка, која ќе се одржува до 27 февруари. Децата денеска со директорката на Детскиот културен центар Карпош Ружа Ѓорѓеска го представуваат Снежниот град, кој е отворен за посетителите. Ќе биде организирана и еднодневна посета на Снежниот град. Манифестацијата Снежниот град почна вчера во организација на Детскиот културен центар Карпош Скопје. Учесниците кои се градители на Снежниот град се сместени во хотел Славија Елем. Во сабота на 3 март со почеток во 12 часот во Македонската филхармонија ќе се одржи симфониски концерт насловен Музичка екскурзија со Пакомак. Како што информираат од филхармонија, концертот ќе биде посветен на екологијата. Македонската филхармонија продолжува да ги реализира симфониските концерти наменети за немладите. На 3 март во сабота со почеток во 12 часот во големата сала на Македонската филхармонија ќе се одржи концерт под наслов Музичка екскурзија со Пакомак. Диригент на концертот е маестро Фифи Ле, а ќе бидат изведени композиции од Респиги, Вивалди, Штраус, Бетовен и други. Од Македонската филхармонија информира дека концертот Музичка екскурзија со Пакомак ќе биде посветен на екологијата. Ќе се зборува за чистата природа, за соживот на растителниот и животинскиот свет, за чување на нашата околина. Приказната зборува за група на ученици кои одат на екскурзија и за нивните перипетии кои што ќе им се случуваат по патот. Ова е уште еден од едукативните концерти на Македонската филхармонија, чија мисија е преку класичната музика, но и преку екоприказната да влијае во образованието на најмладите и да ја прошири нивната свест за екологијата, надвор од училишните клупи, соопштија од Македонска филхармонија.
Времето утре ќе биде облачно попладне со повремени локални врнежи од дожд, а на планините од снег, особено во западните и јужните делови. Утринската температура ќе се движи од 1 до 6 степени, а дневната од 5 до 11 степени. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека од недела нашето подрачје ќе биде под влијание на релативно студена и влажна воздушна маса, односно под снежен бран. Се очекуваат врнежи претежно од снег само во крајниот југоисточен дел од земјава, повремено ќе бидат од дожд и од снег. Следува временската прогноза на МТМ. За крај имаме уште една информација. Екипите на ЕВА на Македонија почнаа со приклучување на дистрибутивната мрежа на дел од корисниците во Скопје кои останаа без струја. Денеска попладне поради испадот на извод од 110 киловатната трафостаница Васил Главинов. Паралелно се работи на отстранување на дефектот кој во населбите Бутел, Радишани, Шуто, Ризари и Визбегово воедно предизвика прекин во водоснабдувањето затоа што не може да функционира машинскиот дел од пумпните станици. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.